Дами и господа, добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Ќе говориме на една тема која што не е директно поврзана со парите, меѓутоа индиректно и тоа како е поврзана со парите, и затоа секој се обидуваме бизнисот да го вразуваме низ повеќе полиња во нашето друштво. На самиот старт, пред да го најавам и кажам со кого разговараме, кој е нашиот гостин, мораме да ги поздравиме и треба да ги поздравиме нашите пријатели од Форма Нова. Тие се задолжени за амбиентот, тие се задолжени за се ова што го гледате на нас и околу нас. Посетете ги нивните салони, особено во Скопје, во комплексот Годел. Секако за оние кои што не се од Скопје, имате салони во Скопје, го кажав Годел, имате салони во Штип, имате во Куманово, во Тетово. А поздрав и до нашите пријатели од Охрид, Трент Ангел, тие се задолжени за амбиентот новогодишен, меѓутоа не е само новогодишното кога се во прашање Трент Ангел, тоа е хом центар, најголем хом центар во Охрид, 3 продавници, во Скопје имате едно, две, ако не се лажам, и третата продолжува најголемата која што треба да биде во центарот на градот. И конечно да почнеме. Доктор Александар Митов, наш гост. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Реков бизнис муабети и кога се договаравме, ми велиш, па не знам како да се вклопам јас во бизнисот, иако иновациите се денеска се е бизнис. Да. Срекна нова година на почетокот, срекни Божики празници. Секако, со задоволство, да. И тогаш се сетив дека има линија на која што можеме дефинитивно да разговараме. Значи, тоа е моментот на здравјето на вработените. Вака наједноставно кажано, нели? Wellness, како го велат на англиски? Employee wellness е англиската варијанта, на македонски е благосостојба, некогаш преведено, некогаш здравје, некогаш многу поинаку. И тоа што лутаме можеби е знак дека уште кај нас не е баш сосема кристализирано зашто станува збор. Не, ние знаеме wellness, знаеш, кога ќе кажеш wellness, и сега луѓето прво помислува спа центар, Така. релаксирање. Се не знам како да го преведеме здрав, можеби тоа е healthy, меѓутоа wellness е, да, благосостојба веројатно е правиот збор. Благосостојба, знаете како, многу подлабоко е. А не на ниво на... Оти кај нас имаме голем ризик здравјето на вработените и овој цел концепт да се свати како нешто спа, масажа, без да ги подценам тие аспекти. Меѓутоа не станува збор за тоа, станува збор за нешто по-суштинско, по-есенцијално. Тоа е здравјето на вработените. Значи не е нешто како некоја фина екстра одозгоре. Сега фирмите за IT најчесто не знаат како да ги доразлигават вработените, па сега ова ќе им дадеме, ова ќе им дадеме, ова ќе им дадеме, ај сега и ова. Не станува збор за таков концепт, станува збор за нешто што е суштинско поврзано со здравјето на вработените. Ако е од друга страна има бизнис компонента. Зашто велам бизнис компонента? Фала му на Бога, знаете како, видете, овој концепт ние, нели, кај нас доаѓа, тие ветрови кои што дуваат кај нас од запад. Да. Тамо дуваат кој знае од кога. Одамна. Сега тие капиталистички општества, вака во најсурова смисла на зборот, дека ќе земат да прават некоја до толку алтруистичка активност, пари да даваат, за вака генерално да биде добро за ова зона, верувајте дека нема да биде така, туку дека во основа е една извонредно добро направена пресметка на тој return on investment, на тоа што точно значи за компанијата која ќе се вложи толку и толку во здравјето на вработените. Значи, во таа смисла на зборот станува збор за извонредно прецизна работа. И не алтруистичка, туку нешто кое што самата компанија пред се има корист и вработениот. Впрочем, се извинувам. Нема проблем. Впрочем, тоа е убавината на тие така наречени win-win сценарија. Бидејќи здравјето на вработените, благосостојбата на вработените е во пар екселанс смисла на зборот win-win ситуација, кога и за компанијата е добро и за вработените е добро. Сега, има ли пари во ова, докторе? Има. Да? Па може да ви ги кажам клиентите, па вие самите да добиете представа. Соработувам досега со Телеком, со Стопанска банка, со Костал, со Усие. Значи со компании доста големи, доста сериозни, присутни на македонскиот пазар, банки, кои што укажуваат дека сега веќе тие ветрови што ги зборуваме за на запад, конечно се присутни и кај нас. Просто што е, да речеме, да го разложиме, што е интересот на компанијата, што е интересот на вработените. Од аспект на компанијата,
Имајки програма за здравје на вработените, за благосостојба на вработените, на прва, уште на сам почеток, еве да почнеме од површното, ќе стасаме до подлабоките аспекти. Добро. Првото е личи убаво за самата компанија. Значи е добро за репутацијата на самата компанија, дека се грижи за здравјето на вработените. Значи тоа е од аспект на имидж, од аспект на однадвор како изгледа, тоа е еден голем плюс за самата компанија дека има програма за здравјето на вработените. Чекај, вие сте постојано за нив отворени кога и да ве побараат? Не, тоа се договори кои што вака одат. Ќе продолжам за бенефитите, Добро. меѓутоа чисто како одат договорите. Тоа е од по едно предавање квартално за вработените кое што се однесува од најповршната форма почнувам, најлесната, која што има за цел две работи: едукација и мотивација на вработените со цел да направат промени во начинот на живот. За да стасаме до другиот крај и ги има сите измеѓу модалитети на соработка, за последниот, најдеталниот да биде: компанија прави нели тие познати систематски прегледи на вработените еднаш годишно. Тие се и законска обврска. И од нив сега произлегува дека 7% од вработените се со предиабет, 4% се со диабет, 15% се со зголемена телесна тежина. Односно, сите области кои што јас можам да ги третирам. Значи, се што е надвор од медицина на животен стил, фала Богу, ќе се оди таму кај што му е местото, во другите специјалности. Но, и сега тие ме викаат мене и велат: еве ја нашата здравствена состојба на вработените, ние на овие луѓе сакаме да им помогнеме да го подобрат своето здравје. И јас сум работел во некои компании, сум добивал простории, тет-а-тет внатре, на ден да гледам еден по еден нивни вработени и, например, неколку понеделници поред во Телеком и на други места, со цел индивидуално да работам со вработените внатре да се подобри нивното здравје, да ги сменат навиките на исхрана, на физичка активност, на намалување на стрес, на се што зависи од начинот на живот. Јас не би ни излегувал надвор од мојата област. Сега, од меѓу тие две крајности, на 4 предавања во годината едно квартално и од друга страна на работење со 5%, 10%, 15% од работната сила, тие кои што го имаат проблемот со кој што може да се подобри, ги имате сите можни модалитети на соработка со компаниите. И кај нас компаниите, например Костал инсистира, сака да соработуваме на начин да тие многу почесто од другите бараат видеа кои што имаат собствен систем кои што го презентираат на вработените, да речем, собствен Facebook, нивна платформа, на која што речи си еднаш месечно презентираме различни теми, опфаќаме и добиваме постојано фидбек од друга страна. Нивните вработени се доста заинтересирани. Тоа се работи кои што ние со нивниот HR тим ги одбираме специјално, посебни теми што нив ги интересираат, и сето тој материјал, видеоматеријал е правен само за нив, прецизно според потребите кои што ги добиваме од нивниот HR тим. Тоа се модалитетите на соработка кои што досега ги имам со компании во Македонија. Сега, за бенефитите, ако дозволите да се вратам на претходното. Нели имиджот беше првото. Второто, задоволството на вработените расте бидејќи имаат впечаток дека компанијата се грижи за нив повеќе. Значи, тоа е еден многу јасен знак. Трето, има многу мерливи бројки кои што не би ги пренесувал од Соединетите Американски држави, таму тоа се мери прецизно, оти тоа во долари и во денари не е исто. Меѓутоа, едно е јасно, принципот е јасен, дека парите кои што се вложуваат за подобрување на здравјето на вработените се смешни во однос на тоа што компанијата го добива како поврат. Дали е во од аспект на лојалност на вработени, дали е од аспект на зголемена мотивација, дали е да броиме вака од намалена бројка на губење на вработени, оти нели сега тој турновер веќе станува загрижувачки дури во Македонија. Намалување на тој така наречен абсентизам или отсуство на вработените заради различни болести, се разбира. Меѓутоа, тоа што мене ме радува е дека сите овие работи, ај што конкретно се сваќаат, но се сваќа во Македонија конечно големата слика во компаниите дека компанијата зошто да не е место каде што здравјето на вработениот може да биде една од темите за кои што се разговара. Ме разбирате? Значи, можноста за да се подобри здравјето на вработениот е толку голема. Најинтересниот аспект кој што тука би сакал да го кажеме дека
за компанија од овој ранг што ги кажав со кои што се добро, се работува. големи компании. Тоа се големи компании. Тие средства за нив се смешни. За таква една компанија многу повеќе даваат за хигиена во одржување, чистење во самата компанија. А од друга страна придобивките кои што ќе се случат на ниво на здравје на вработен човек, тоа е немерливо. Мислам дека нема поинаков начин од толку инвестирани пари да добијат толку голем поврат назад. Со малку пари добиваш многу. Па Од прилика. Од прилика е така. Проста дефиниција се. И знаете како? Убаво е дека во Македонија конечно расте таа свест дека промената на начинот на живот е нешто кое што дава и краткорочно резултати. Значи ние не зборуваме дека кога ќе ги промените кои да се навики на вработените, имаме различни групи, например имаме групи модули за намалување на пушачите. Значи на бројот на и тоа е тешка категорија. Тоа е веќе од најтешките работи за работа, ме разбирате. Значи пушењето е веќе сериозна работа. Но и не само тоа, имаме на пример еден многу интересен модул кој што би го споделил со вас е ние сме земја која што на пример многу користи бензодиазепини. Вака ништо нема да им значи на гледачите, меѓутоа диазепам, хелекс и сите тие спаѓаат во групата на бензодиазепини. Ако земеме еден диазепам конкретно, денеска сега да го испиеме од 5 милиграми, ефектот ќе го почувствуваме во следните 4 до 6 часа, како најсилниот смирувачки ефект. Опушта. Но во ако го испиам јас тоа апче, во мојот организам, тоа апче ќе остане полуживотот му е некаде помеѓу 48 и 72 часа. Значи само половина ќе биде исфрлено од моето тело во тој период, а остатокот ќе биде во дупло од овој период. Што значи неколку дена едно апче од 5 милиграми, да речеме, бензодиазепини, диазепам конкретно. Знаете ли што му прави тоа на капацитетот за продуктивност на еден човек? За креативниот капацитет, за можноста за концентрација, за можноста за фини активности, за можноста за брзина на рефлекс. И сега ние ако се ставиме во една ситуација на луѓе редовно да ги пијат тие апчиња, не сме и не треба. Нели, во медицината има јасно одредено кога и како се користат бензодиазепините. Дајте ми ги бројките во Америка. Рековте дека е незначителна сума на пари за компаниите, апропо бенефитот кој што би го добиле за своите вработени, например, колку чини во Америка, да не ве ставам сега во непријатна позиција? Не, јас нема никаков проблем, видете. Во Америка тоа се јас ги следам таму, меѓутоа не можам добро да го пренесам кај нас во однос на за каква точно програма станува збор. Но јас за македонски услови би можел да ви кажам јас колку наплаќам на компаниите. Добро. Зависно од тоа за колку станува збор, за колку предавања годишно станува збор, бројката се движи помеѓу 300 и 500 евра на предавање. Значи, ме разбират, чисто да добиете за колку малку станува збор за една компанија од ваков ранг. Добро. Ме разбират, тоа се затоа ви реков. Тоа се смешни пари. Меѓутоа ова чини повеќе овој пакет, се разбира, но тоа е по број на вработен. Тој пакет кој што се однесува на работа со секој поединечно кој што го има здравствениот проблем. Нормално. Но тоа се преговара, тоа веќе. Но сакам да ви речам, не треба да има компанија во Македонија која што не е свесна за ова и која што не го работи ова. Да, а колку во Америка на пример наплаќаат вакви работи? Многу повеќе од кај нас. Да? Многу повеќе. Значи тоа е сепак таму веќе тоа е многу развиен бизнис. Нема Тоа голема. е бизнис веќе. Тоа е голем бизнис. Видете, во Македонија јас и нема друг кој што го работи ова на ваков начин. Меѓутоа, знаете како, таму е тоа индустрија развиена. Добро, вие сте по вокација доктор, така Јас сум лекар кој што работи со јавно здравје и мене тоа ми е областа. Знаете дека нема од големите, ако ги земете топ 500 компании во Америка, 0 има компании од тие топ 500 кои што не работат на здравјето на вработените. Значи нема, сите го работат. До толку повеќе што некои од нив се гордеат со тие системи. Сега ќе ви кажам само неколку примери. Google се гордее по тоа што тие прв пат воведување на теретани во рамките на просториите нели, од таму дојде тој ветар од кај нив. Google ги почна прв тие активности во самата зграда кај што се нивните вработени, дали најгоре, дали најдолу да има теретана, вака најнародно кажано. Сакам да речам,
и сега тие се надпреваруваат овие топ 500 во Америка, кој на по-иновативен начин ќе им пристапи на овие работи. Меѓутоа, во основа е ова, грижата на компанијата за вработените. Сега тука треба да се брои, да се мери. Зошто? Заради тоа што, например, знаете како честопати компаниите, кај нас особено IT компаниите, кои што се по-попусливи, по-дарежливи кон своите вработени, ќе им дадат... За да не му избега. Имаат мака, ради тоа брзо шетање на вработените. И сега ќе им дадат разноразни предплати. Предплати во таа теретана, во тоа, меѓутоа, знаете како? Тоа треба да се дојде на пониско ниво и да се работи на ниво тет-а-тет со вработениот. Знаете што најчесто покажуваат тие статистики, ако им го на сите вака им го возможите тоа како членство во теретана? Никој нема да оди. Или ќе одат во јануари-февруари, или ќе одат само тие кои што онака имале склоност, па плаќала компанијата, не плаќале, они секако ќе оделе. Сакам да речам, моментот на мотивација на вработените е извонредно важен тука. Ме разбирате, не е само да им понудите еве ви ова, кој сака, кој може, туку тоа е тоа, затоа велам тие редовни предавања во тие компании кои што ги работиме внатре. А на луѓето им треба охрабрување, им треба мотивација, им треба подсетување во најмала рака. И им треба уверување дека ако земе да прави што и да е дека ќе прави, дека тоа ќе вроди со мерливи подобрувања на неговото здравје или нејзиното. Конкретно. Например, луѓе кои што имаат зголемен крвен притисок, можам да им гарантирам ради искуството, а науката тоа го гарантира далеку пред мене, дека едноставни модификации на начинот на живот, намалувањето на солта, намалувањето на млечните производи богати со сол и уште неколку други интервенции, мерливо во следните 3 недели ќе го намалат крвниот притисок кај тој човек. И сега тоа преведете го во тоа тој човек колку ќе работи, како ќе работи и колку ќе биде по-продуктивен на неговото работно место ако го тргнете проблемот на зголемување на крвен притисок, кој што патем не е воопшто мал. Туку е живото загрозувачка ситуација може да биде на моменти. Само еден пример дадов. Вариациите на гликемијата, на шекерот нагоре-надоле, телесната тежина, пушењето, сите имаат мерливи ефекти во однос на подобрувањето на здравјето. И јас, како еве, по 5 пат кажувам, се радувам бидејќи гледам во компаниите свесност кај нас. Дека има свесност, дека го бараат тоа и фидбекот е многу позитивен. Ја како се кјутам, молчам, пошто се што брои све имам и... Знаете како? Не, добро, сега сол не стави, ова не јади, тоа не јади, ова не пи, тоа не пи, ова не прави. Не е така, не, воопшто не е така, видете, тоа е, знаете како? Не, тоа така, вака размислува човек што сака да бара, не, тоа е прашањето од старт. Нели, кога седнуваме да разговараме со луѓе, јас ги прашувам директно, ќе бараме ли сега изговори или ќе бараме решенија? Од тука мораме да почнеме. Интелигентен човек и во едното и во другото го бива. Ако треба да бара изговори, ќе ви ги најде најдобрите изговори на свет. Ако треба да бара решенија, самиот ќе ги најде решенија. Бе, тука можам до дома, можам пешки да отидам, ова можам вака да го направам. Ме разбирате? Основното е човек да се убеди во старт самиот себе си, дали ќе тргне по патот да бара изговори или ќе тргне по патот да бара решенија. Што и да тргне, ќе најде. И ако решил да ги најде изговорите, ќе ги најде. Ако решил да ги најде решенијата, ќе ги најде. Добро. Како реагираат луѓето, например, на предавањето? Свесни се, сакаат да променат начин на живот, бидејќи претпоставам па некој ќе ви рече, ама докторе, по ова чинди се, треба да идеш да купиш намирници, така? Како не, видете, нема гајле за таквите луѓе што има проблем чинењето, ќе им кажам во ред, за вас само пешачење од мене. Ништо нема да менувате ако треба друго. Не пешачите, почете да пешачите. Ако ве интересира, трошок. Океј? И нема по-бесплатна работа од пешачење. Ме разбирате? Да, тоа е без пари. Не, па тоа е без пари. Тоа ќе го трансформира здравјето ако го прави човек 45 минути на ден. Како беше од оние што барат изговори, ама загадено е. Загадено е, ќе биде уште 2 недели. Ќе дувне ветрот од февруари, ќе почне атмосферата да наликува на пролет, за 2 недели пак ќе се видиме, пак ќе разговараме. Ме разбирате? Кои се најчистите па како сакате, кажете ги, дали се изговори или барање на одговори од луѓето?
Што е она, како се довеле до таа ситуација? Јас никогаш, знаете како, тука е многу важно човек да се, сега одиме на индивидуалното ниво, фактички, не на ниво на компаниите, но поврзано е. Човек, според мене, што дава најмногу ефект? Најмногу ефект дава позитивниот пристап. Човек, да се, ако е поединец од кој што треба да ги смени навиките, да биде разбран, да биде прифатен, да не гледаме наназад било, што ја донело оваа ситуација како дошло, да си прости себе си, ако има чувство на вина, значи многу важен момент, да си прости себе си и да го каже истото тоа. Правев, што правев, такви беа моментите, околностите, не навлегувам, одлучувам од сега понатаму да ги сменам работите. При што? Тоа не мора да биде драматично. Не ни треба да биде драматично. Не зборуваме сега тие луѓе од утре сега немале нула физичка активност и сега ајде ќе тргнам по водно, ќе пешачам, ќе правам, мислам. Океј, во догледна перспектива. Но на човек треба, знаете како, во таква ситуација која ќе донесе одлука за промена, му треба така наречена низа на мали победи. Тоа значи 15 минути пешачење денес. Тоа е мала победа. Немал навика за салата на ден, една голема салата следниот ден. Тоа е мала победа. Понатаму, не знам, немал навика за овоше да користи, 5 овоше во тој ден. Кога таа низа од мали победи, ден на ден, сите се овие едноставни, остварливи, кога ќе го следи тоа човек 10-15 дена, тука некаде се прекршува моментот на оти најголем дел од луѓето што се откажуваат во првите 2 недели. Кога ќе го помине тој, кога ќе ја пробие бариерата од 2 недели, степенот на самодоверба кај тој човек расте. Тој веќе почува да гледа, да се гледа себе си во позиција, па јас ова сум можел да го правам. Мислев ки ми е тешко. Мислев дека кај јас ке пешачам. Оти во основа на овие работи лежи идентитетско прашање. Како човек се перцепира себе? Ме разбирате? Има луѓе кои што се перцепираат себе како кај бе јас спорт. Кај јас ке пешачам. Цел живот не сум. Јас нема шанс. И сега, таа само перцепирачка мисла може да биде големо ограничување на тој човек никогаш да не ја пробие. Затоа треба да дадеме нели еден период, јас им велам кога објаснувам индивидуално. Вие сте биле замрзнати во една состојба, сега треба да ве опуштиме, да ве одмрзнеме за да се измените, да ги смените малку навиките, например да го воведете тоа 30-минутно пешачење на ден и да ве замрзнеме во новата состојба. Во смисол, навиките се неутрални. Вие сега имате некоја навика која што воопшто не ви тежи. Која и да е, не знам. Например, некои луѓе ја имаат моментално навиката за пешачење. Не му тежи на тој човек навиката. И да врни и да ве ја. Ама не, он нема чувство, не го прави он тоа секој ден и да дека мора да го прави. Не. Тој има чувство, ми фали мене да излезам од дома, шо е ова денес цел ден. То него му фали или организмот си бара сам да прошета? Тука е. Навика е. Значи, навиката е чиста ментална конструкција. Значи, тој се навикнал да го прави, има чувство дека му фали и готово. Сакам да речем, навиките сами по себе се неутрални. Нивниот ефект може да ги направи позитивни или негативни. Што значи дека на човек како што може да му биде навиката да лежи, може да му биде навиката и да пешачи. Сакам да речем, ефектот ќе биде различен и тој човек може да ја смени таа навика. Тоа е крајната порака. Не е едноставно. Значи, јас кога зборувам, правам да звучат едноставно овие работи, намерно сакам. Заради тоа што тоа е дел од пристапот за поттикнување на луѓе, на активирање на луѓе. Инаку вие од старт ако земете тоа да го правите дека е до Монт Еверест да се качат, кој ќе се нафати. Значи не е едноставно сепак, меѓутоа процентот на ефект после втората недела експлодира понатаму. Оти човек веќе ги гледа тие резултати. Дали е за намалување на притисокот, ќе се видливо ќе се намали притисок во првите 2 недели. Видливо ќе се намали гликемија, шекер во првите 2 недели. Зборуваме зависност од тоа само што правил претходно. Пешачењето нека е само, ако го немало претходно сега, нели? Треба да биде нешто што претходно го немало, сега го има. Дали ќе биде тоа пешачењето, дали ќе биде храната, дали ќе биде и пешачењето и храната. И така се случуваат, знаете, особено па кога е во компанија,
А на луѓето им е интересно бидејќи го споделуваат. Оти вие во компанија имате луѓе со кои што ви се еден добар дел и пријатели. Најголем дел. И тогаш веќе тргнуваат да пешачат заедно. Тема, една од темите кои што станува седат во канцеларија, изборуваат оти нели им давам да речеме различни менија. Што доби ти, што добив јас, па различни се па ги компарираат. Па рецептите си ги коментираат, ово е добар, ово мене не ми се допаднува. Нели, ме разбирате, ама темата е здравје. Темата е здравјето. Или на пример кога го третираме бърнаут, кога што е огромен проблем. Секако јас ке нагласам, сите овие работи јас ги третирам од аспект на медицина на животен стил. Да, на бърнаут е страшна работа. Да, јас ги Кој не го има да живее, но... Јас нагласувам, јас секогаш ја повлекувам линијата до каде можам јас, односно медицината на животниот стил или лайфстайл медицината. Од одредена точка понатака превземаат моите колеги специјалисти по психијатрија, неврологија, што и да е. Ме разбирате, значи јас сум на бранникот на здравјето, на првата линија на одбрана на здравјето. Ако тука не успее да се реши нешто, се разбира дека ќе продолжи понатаму. Мислам, ми е битно да нагласам од аспект на да не звучи леле сега тука се лекуваме или таков тип на... Не, па не се ни доживува така. Без разлика, мене ми е многу важно да ја повлечам линијата и да кажам овде има ефект, овде може... Ми е изворедно битно да ги оставам реалните слики пред луѓето на увид. Добро, на крајот од денот и затоа реков ви по вакација и сте дипломиран лекар. Така што вие на некој начин знаете и до каде може да оди, кога треба да се упати, кога нема секако не спас, туку дека работата отиде на малку подалеку и дека тогаш потребна е и стручна. Апсолутно да, од моите колеги кај што треба, на пример, јас ќе дојде пациент кој што има како да речеме малку нелагодност околу моментот на тоа дека треба, на пример, да почне да прима терапија за шеќер, да речеме. И сега тука следува разговор во кој што јас ќе го охрабрам да ги прави работите кои што јас му велам да ги прави. Но истовремено го охрабрувам и ќе му посочам сакате таму специјалист, сакате во воена болница, во градска, на клиника, да го препратам кај колеги или приватно или со цел да му кажам ние ќе го работиме ова примарно од аспект на здравје преку исхрана и преку физичка активност. Но на многу пати има потреба од конкретна фармаколошка терапија. И ова е терапија модификациона на животен стил, но многу пати треба фармаколошка терапија и тогаш ги препраќам пациентите таму кај што треба. Ова, ако го поедноставам, што го велите првите 2 недели се моментот на да го издржиш, потоа веќе организмот се навикнува и се менуваат многу работи. Ти се чувствуваш веќе побаво и не го сваќаш тоа као треба да отидеме да испешешам пола сат. Знаете, тоа во старт е осудено на неуспех кога ти го правиш тоа на сила. И сега тоа е секаде во животот дека 2 недели или зависи, знаете, кога менувате нешто, вие нормално кога правите отстапки од нешто, дека таму има откажување. И спортист да сте, ако сакате врвен, се си носи свое откажување, што сакаш да биде, ако сакаш да успееш. Значи, во тоа, иначе можеме да се бараме милиони изговори, па не можев, па вака. Не ве кој да сакаме од професионална гледна точка да го анализираме, дали е успешен бизнисмен, дали е музичар врвен, дали е спортист, дали е што и да е. Број на часови на вложена енергија, труд во тоа што и да е што треба да биде успех е нешто што е апсолутно неопходно. Значи, ние мораме да бидеме свесни дека ќе го има тој момент. Секако дека е многу помал труд од човек да го исправи начинот на животот, колку да постигне некој од овие други работи што ги спомнав, но тоа е првата криза, првите 2 недели. Има и втора. Втората криза е кризата на вториот месец, јас ја нарекувам. Кога се тргнало супер, кога човек ќе ослаби 10 на 15 килограми. И ќе отиде да се најде, мисли дека може. Да, и сега веќе тука добива сила многу и ќе каже, ова било лесно, ова јас го можам, ај сега додам да се частам, да се наградам и ворете да се части и да се награди. Меѓутоа, после тој момент на само наградување и на частење, да не заврши обидот со оке, сега, ако ми треба пак да ослабам, еве веќе видов како треба, кога ќе се случи пак ќе ослабам за... И тогаш е втората можност за грешка. Значи, тука треба затоа да пазиме прецизно, да си повлечеме една црвена линија
од тука натаму не дозволувам да се поправам ако е поправањето во прашање. Или да си навистина карактер, затоа што јас знам човек кој што вели многу јаде викендов, значи морам да се исчистам. Тој тоа го прави. Значи тој го прави свесно, меѓутоа Малку луѓе се такви. Многу, значи тој е или силна психологија или е свесен за својата дека не му е угодно и мора вика сам кога си свесен претерав. Моето искуство е се што зависи од слободна волја, од цврста волја е осудено на пропаст. Значи ако ја потпреме цела оваа стратегија на да зависи само од волјата, туку треба да ја направиме да зависи од дизајнот. Од конкретен пример ќе ви кажам на што мислам. Значи да ги мислиме работите однапред. Например, ако човек дома чува шкафче во кое што има смоки, благо, грицки, ова, она, така, ќе ги изеде. Нема волја на светот, дали има 1% луѓе такви. Докторе, Ама ќе ги изеде. Значи ако има дома шкафче. Па имам. Па секој што има дома таков шкаф, ама не, тогаш човек џабе. Сега некој ќе рече, останати ми се од простици. Ама не, џабе се малтретира човек во таква ситуација. Ако има тоа шкафче, тоа ќе врти, ќе сучи, ова и пак таму ќе заврши во денот неколку пати. Ама како е дизајнот? Го празниме шкафчето, ако треба и да го изедеме, ако не е да го фрлиме, ќе го изедеме. И веќе не го полниме тоа шкафче со такви работи кои што знаеме дека се штетни за нашето здравје. И следниот пат кога одам да купувам работи, нели, да речеме викенд, па треба да одам да наполнам, да пазарувам во супермаркет, јас дома ќе се најадам добро, пазете на овој битен момент, добро ќе се најадам и ќе излезам да купувам. Оти гладен мозок и најаден мозок различно бира во маркет што да зема. Гладен човек кој ќе влезе во супермаркет да купува, ги фаќа само калоричните работи. Оти одвнатре го контролира. Значи ние не треба да се преценуваме себе. Има еден многу силен момент на механизација кој што се важи за луѓето. Значи автоматски постапуваме во многу ситуации. Значи нашиот мозок ќе отиде на тоа ниво ако сме гладни и влеземе во продавница и село ѓубре ќе го собереме, ќе го наполниме во нашата кошница. И одма почна да се јаде. Ама не нормално. Уште во колата додека отидем. Затоа ние шекерот ми падна, докторе. Морам нешто да ставам во. Не разбирате. Затоа ви велам, ние ќе се најадеме убаво и свесно ќе си направиме листа што додиме да купуваме и ќе влеземе, ќе ги купиме тие работи кои што во моментот свесно носиме одлука дека се здрави и дека ни требаат и дека убаво е да ги имаме дома да ги јадеме. Значи пред додиме во маркет да се најадеме убаво. Убаво ќе се најадеме и ќе отидеме, ќе пазаруваме само тоа што ни е на листата. Здраво. Што сме испланирале да го јадеме. Што бизнис мовете ова дури да заштедиш овака е. Ама не, Значи дефинитивно. ќе се најадеш и иди во маркет и тогаш. Ама тоа е тоа. Нема нормално. Нормално и сега не одам да шетам ова да земам, ова да седам, туку одам во списокот гледам и ќе купам точно тоа што сум дошол да земам. И тоа шкафче тука што има се и се што во него ќе биде празно. Односно ќе почнам крпи да ставам во него. За да ја изгубам менталната поврзаност за тоа место, ти знаете како? Мозокот ментално ве врзува вас со тоа место да отидете да повлечете и да земете нешто. Многу грешат луѓе кои што во самото работно биро имаат едно такво шкафче со нели бомбончиња, чоколадца, такви работи. Почели кога посегнуваме по тие работи? Кога ќе ни падне енергијата, на пример. И видете кога, можеби не сме се наспале претходната ноќ. Ништо драматично. Не сме се наспале, паѓа нивото на енергија, раката одма ќе се спушти на тој шкаф, да повлечеме и да го земеме тоа чоколадце. Оти на телото му треба тој кик, таа екстра енергија му треба да дојде во него, да го крене. Затоа велам, не да се подпираме на слободна, на цврстината на волјата. Кој се подпира на цврстина на волја, во еден момент сигурно ќе сгреши. И ќе падне под искушението. Туку врз база на свесни одлуки, дизајн, контролирање на околината во која што се наоѓам и на тој начин, нели, има контролирање на таа жива околина и нежива околина. Жива околина во смисол со својот партнер, партнерка. Ајде да се договориме да си помагаме во оваа работа, не да се лизгаме еден со друг. Така, да стане заеднички проект. Ајде ќе пешачиме заедно, ајде ќе правиме. Ме разбирате, партнери да станеме во однос на нашата жива околина. А во однос на неживата околина ќе испозалепиме дома, ќе ставиме вакви работи, вода ќе ставиме, ајде да речеме домот, ајде да го направиме домот да личи или работното место како тука не знам кој спортист да седи.
И сега што би ставил? Еве вода ќе стави сигурно. Еве овоше ќе стави да му биде на дофатна рака. А тоа шкафче ќе го испразним. Ме разбирате? Значи ние мора нашиот ум да го искористиме на позитивен начин, да ги поставиме работите за да успееме. Инаку друг начин нема. Ај вака, како стигнавме до ова дереджи? Ние во принцип не сме били гоезна нација. Не, Како воопшто. народ. Но сега лека полека дали таа фастфуд храна, таа брза храна, не знам, Тоа е нов глобален начин на живот сега. Како деца ние се сеќаваме како сме Како не, растали. Мишко, Така, видете, некој ќе тоа е- каже, и како деца нездраво сме се хранели, па види ништо не ни до таа фалело. мера, не до таа. Видете, знаете како, тука е глобален феномен во прашање. И ние сме жртви на тоа. Ние сме жртви на тоа заради тоа што таа индустрија многу перфидно ги злоупотребува тие еволутивни механизми основни кај нас со цел да не зезне, вака народно кажано. Пример. Земете вие некои, не знам, сувоместнати производи, да не давам конкретни примери. Извадете ги засилувачите на вкус. Таа каша која што е одмелени увца, копита, што и да е друго. Таа каша никогаш нема да ја изедете. Ма да ја помирисате, ќе повратите. Не мириса убаво. Во неговата основа. Но, кога ќе му додадеме засилувачи на вкус, сол и низа други работи кои што ги лажат нашите сетила, одеднаш нема поубаво од таа храна. Ме разбирате? Да. Тоа е и сега што правиме на тие предавања во компаниите, меѓу друго, им ги објаснувам овој пристап на компании, на индустриите конкретно за храна да речеме, и човек треба со свест да се извлече себе од таа ситуација. Ме разбирате? Ние сме ставени во ситуација да бидеме консумери во најсуровата смисла на зборот. Ме разбирате? Значи тоа е нешто што потекнува од запад, за жал, без никакви карактеризирања вакви такви, но тоа е основата. И мислам дека човек треба да си каже, чекај бе, јас ова да го јадам само и само заради тоа што има додадено засилувачи на вкус, па не сум глуп. Таков тип на инаец сакам да разбудам кај луѓето. Ме разбирате? Нема поубава храна од таа што ќе ја најдете на пазар. Наедноставно кажам. Да, се сменија времињата, но ние сме и не можевме да избегаме до ГМО, нели тоа дури кампања имаше тие генетски модифицирани. До некаде да. Како беше и пак и слушнете разноразни муабети како се ставале дури во познати корпорации на што знам фастфуд, како стават и во самото лепче некое состојка кој што го буди оно чувство или тој хормон на и создава среќа се. Не се нелегални тие работи за жал. Ма се ова се е на база на муабет. Но ајде одиме на другата слика. Например, ова вие што го работите, како велите, не го измислуваме ние, го работат уште многу од подамна. Така. Вие се решавате, завршувате медицински факултет и се решавате за ова насока, не бирате. Превентивна медицина. Превентивна медицина. Дајте ми го Џокович за пример. Тој има една исклучително заработува многу. Така. И постојано фокусот, освен неговите резултати, беше со што тоа се храни Новак Џокович. Да. Па не знам млеко од магарица, појма нема, па не знам почна овде, па колку чини се. Така. Ете, балкански менталитет кој што внимава исклучително на своето тело. Дури сега пред Австралија опет просто читав изјава дека тој кога беше оно со ковидот, кога го отпуштале, прв пат кажа дека се обидувале да го труат наводно и дека во храната која што му ја давале додека си одел, кога после направиле анализа на крв, дека имало повеќе не знам олово и значи тој е до толку перфекционист во тој момент кој што буквално внимава на своето организам, на своето тело, на себе. Тоа значи тој едно дека е бизнис муабети што дава многу пари и мислам дека не му е битно колку што му е битно начинот на исхрана. Посебно е за спортистите или? Кај спортистите нивото едноставно, посебно спортисти од негов ранг, нивото е многу по, да речеме, напредно и многу повеќе треба да се пази на детали. За нас обичните смртници имаме среќа да имаме од природата подарено толку вешти тела во преживување, во детоксикација сама од себе, да ниту оддалеку немаме потреба за таков степен на пазење во детали,
на што како. Тој е професионалец кој што Апсолутно, видите, има тој човек кој што му го прави тоа дека видите, се разбира кај него реакцијата да му се намали дел од секундата, тоа може да го кошта многу. Ме разбирате? Значи, рефлексот да му падне дел од секунда, не цела секунда, тој веќе има проблем. И затоа тој можеби тоа е најдобриот природен експеримент, бидејќи самиот на себе си тој знае која храна како ти си го знае телото и е донесен до тој рап на можностите, тој знае дека можеби ако се набута бело брашно, дека следниот ден капацитетот ќе му биде за 2% помало отколку вообичаено. И он тоа може да го осети. Можеби и заради тоа тој толку многу пази. Ние никогаш не сме ставени обичните луѓе во таква ситуација кога тие последни 2% од мојата сила ќе ми требаат за да правам било каков перформанс. Затоа можеби и ние не ги приметуваме денот. Меѓутоа има поосетливи луѓе. Има луѓе кои што многу јасно го следат своето тело и низ разговор одма ќе кажа, докторе, штом се наедам тесто, осеќам енергијата ми паѓа, ова. Чувствува киселина. Киселината, но има и дуи многу фини, но тоа си е веќе од организам до организам разлика. Колку човек самиот може да се осети себе си и да ги види тие некогаш многу фини нијанси. Но тоа е веќе прашање на индивидуален пристап. Добро прифаќаат луѓе со кои што работите? Генерално да. Генерално да. Тука е многу индивидуален моментот. Значи, јас сум многу задоволен од фидбекот кој што го добивам, заради тоа што сето ова подразбира, нели, фидбек, мерење во крајна линија, што ме нешто врзано со бизнис мора да има јасни параметри врз основа на кои што се мери и се гледа дали тоа е добро, дали треба да продолжи. Но мене ми се најмили и најмногу ме допираат личните приказни на луѓе, кои што кога ќе ми пишат после месец, после Доктор, два. успеав? Апсолутно да. Мене тоа најмногу ми значи, заради тоа што статистика настрана, за тој човек таа трансформација е 100%. Неговиот живот е сменет. И тоа е тоа што мене ме храни. Добро. Полека, но сигурно привршуваме од аспект на тоа што само ова. Значи, кога правиме споредба порано и денес, порано кога ќе ги видите и спортистите и не внимавале многу на недомерата до која што е говорам денес. кај нас, на пример, кога сум разговарал со ракометарки со Индира Кастратовиќ, тоа не е толку далеко, 97 година кога игравме тоа европско првенство, седми кога бевме, кога победивме Данска. Да. Вели, пазите, ние одиме во Данска и тие велат секој оди со листа во витамин С толкова. Ние немавме ништо. Да. Знаете како? И вие ќе ги видите и просинички кои сакате од тие големи имиња кои што стигнувале со цигари во ќе биле уште рака. подобри. Ќе биле уште подобри. Значи и нивните перформанси ќе биле уште подобри. Но науката сега е веќе стасана до таму ние да сме свесни за тоа. И тоа веќе во овој отворен свет знаењето продира. Не е веќе привилегија само на како во 90-тите, на земји како Данска, како не знам која. Сега информациите кои што биле тогаш кои што сега се пристапни на тимот во Данска се достапни и за нас, и за македонскиот тим денес. Значи денес едно од предностите на интернетот е тоа дека од кое сакате ќоше на светот, најновата и најсилната наука за, впрочем, еве ја Србија до нас, еве го Џоковиќ. Ме разбирате? Значи, тој сигурно ги пази најдобрите последни светски научни трендови. А дали е до организам до организам? Например, кога ќе се пензионираат било кој спортист, фудбалер, земете го Ева Ибрахимовиќ, земете го Роналдо, едниот со стомак, толку другиот се уште внимава на... Се зависи кој колку се опуштаат да, или? се опуштаат. Јас имам посебна папка пациенти бивши спортисти. Значи, Да, добро. Докторе, за крај, бидејќи имате патенти, имате ваши, како да ги наречам, суплементи, меѓутоа се ваши. Тука вие ги произведувате, ги правите? Јас одбирам според комуникацијата со пациентите што е тоа што ми треба, што е тоа што ним им треба. Правам истражување со мојот тим на пазарот, дали е присутно, колку е присутно, како е присутно некој од суплементите кои што може конкретно во таа состојба да помогне. И врз база на тоа контактирам компании во Европа и инсистирам да бидат во Европската Унија заради тој стандард, GMP стандардот на добро производство. Значи има јасни, прецизни стандарди во Европската Унија. Чекајмо, формулата ја правите вие?
Јас одбирам кој продукт го сакам. И тие тоа е white label или private label соработка. И јас ја контактирам имам соработка со компанија во Шпанија, во Литванија, во Полска, во неколку од европските земји. И јас им кажувам, тие, видете, имаат каталог од по 1000 производи. И е многу лесно да изберете овој или овој во комбинација со овој. Значи, го ја договарате дали е можно таа и таа, да, која е таа минимум order quantity, мора да се договори кој е минимумот кој што они на почеток за да се проба, се договара, се става нели сето тоа како што треба во процедура со со сите законски процеси кај нас, тако е суплемент тогаш со регистрација во Агенција за храна и ветерина, ако е нешто кое што е граничен производ оди во Агенцијата за лекови и врз база на сите тие од кои ќе ги помине сите тие филтри на пазарот доаѓа производ. Така што јас досега имам 10 производи и сум доста задоволен во тој дел. Некои повеќе, некои помалку се разбира. Мојот број 1 продукт е фиброгел. Тоа се растителни влакна кои што се изворено важни за холестерол, за добро празнење на црева, општо за храна на цревата како пребиотици. Има во таа област има простор за развој, меѓутоа тоа е така да речеме една специфична работа која што си бара доста посветеност. Вие сте се фокусирани на ова или на се паралелно и на тој бизнис и на овој бизнис? Јас имам Се ова примарното здравство, не примарно, како го рековте? Превентивната медицина. Мене тоа ми е во бизнис жаргон да кажам, тоа ми е core бизнис. Тоа ми е суштинскиот дел од бизнисот, нели? Core бизнис во смисол што е тоа на кое што најмногу сум фокусиран, тоа е работата со пациентите. Второ ми е работата со суплементите. Трето, работам со компаниите, како што го кажавме нели во дел разговорот. И во 2025 година спремам еден нов проект кој што сега уште не го откривам, да речеме. Меѓутоа кој ќе дојде момент може ќе го презентирам и кај вас. Апсолутно. Со задоволство. Благодарам што бевте во бизнис мабети на Фактор МК. Ви посакувам многу успех во 2025-та. Ви благодарам и јас и ви посакувам многу успех во оваа година. Доктор Александар Митов во бизнис мабети на Фактор МК. Еден интересен разговор, особено пост новогодишните и божикните празници, кога некако сите се прејадуваме или не внимаваме толку на храната. Еве еден апел за тоа како можеме најлесно и без пари да почнеме да или да слабееме или да го менуваме начинот на живот. Значи без пари можете да пешачите и тој е најдобриот лек веројатно за сите оние кои што сакаат да се чувствуваат и поздраво. Благодарности до нашите пријатели Форма Нова, Трент Ангел. Гледавте уште едно издание на Бизнис мабети на Фактор МК. Јас ви закажувам нова средба за 7 дена. Довидување.